на човековите права беше законот за антидискриминација или борба против дискриминација во Македонија, за кој што имаше и овакви и онакви коментари. Меѓутоа, мене ме интересира како вие ќе го оцените, имавте ли контакт со европарламентарци во однос на овој закон, што тие велеа, бидејќи еве од ФОРН или имавме една мала критика, добронамерна мала критика во однос на тој закон? Да, денеска подпредседателот на владата задолжен за европски интеграции во позитивна мера ги оцени забелешките кои што доаѓаат од Европската комисија, од представниците на Европската унија во Република Македонија. Јас само би се согласил со нив и сметам дека навистина е многу искрените пријатели се познаат токму по однос на тоа нешто, дека е еднакво важно да се даваат позитивни оценки кога има такви нешта, но и исто така да се укажуваат одредени слабости. Во однос на законот за спречување заштита од дискриминација, мислам дека е едно прилично интересно прашање за имајќи предвид карактерот на нашата дебата, бидејќи Република Македонија во следните 6 месеци ќе биде држава претседавач со Советот на Европската унија и ние впрочем за тоа најмногу дискутираме. Република Македонија, односно институциите на Република Македонија во процесот на подготовката на законот за спречување и заштита од дискриминација се повикаа на Европската конвенција за човекови права. Тоа е оној документ кој што оваа година прославува 60 години, за кој што рековме дека ги поставува стандардите на човековите права и слободи на европскиот континент и воспоставува механизми за заштита. Кога стана збор за ова прашање, институциите се повикаа на овој документ и на соодветен начин го решија прашањето на заштитата и на недискриминацијата како таква во Република Македонија. Јас од оваа позиција можам да кажам дека законот сметам дека ги задоволува потребите на Република Македонија, дека представува чекор напред во насока на задржување, би рекол, можеби не промовирање, но задржување на одредени демократски стандарди, но исто така треба да бидеме свесни. Сепак сме ние едно општество кое што е различно од западните земји, менталитетот на Македонија е различен. Има ли сенс во однос на тоа во Советот на Европа да се запази нели специфичноста на одделни земји и култури? Да, ние добивме и серија писма од европарламентарци, од европски политичари од други европски држави кои што укажуваат токму на тоа, дека секоја држава треба да го зачува и да го напредува својот културен идентитет, но ниту во еден начин да со било каква постапка да направи нешто кој што ќе значи загрозување на човекови права и слободи. Ние мислиме дека со овој документ Република Македонија со законот за недискриминација го зачува својот културен идентитет, но истовремено со ништо не направи некој да помисли дека оваа држава има намера да погази остварување на нечии човекови права и слободи. Ние сме подготвени да ја следиме примената на овој закон, како институции, како парламентарци, како влада, верувам исто така дека ќе се направи се овој закон во потполна смисла да се примени. Верувам дека комисијата за еднаквост, односно комисијата која што треба да го следи процесот на имплементирање на законот и која што ќе се грижи за неговата примена, преку серијата механизми кои што се на располагање, во целост ќе ги оствари своите овластувања. Тука е улогата на народниот правобранител, кој што исто така има обврска согласно законот за народен правобранител, да се грижи во насока на намалување на дискриминацијата во Република Македонија. Значи, сето ова што го кажав, мене ми дава за право да верувам дека Република Македонија како држава која што воспостави високи демократски стандарди во насока на заштита на човековите права и слободи. Ние имаме серија уставни механизми со кои што се воспоставуваат европски стандарди, во одредени случаи и повеќе од она што представува барање на Европската унија стандарди во насока на заштита на човековите права и слободи. Верувам дека и во овој дел ќе направи одреден исчекор. Ние живееме во такво време каде што имаме нагласена политизација за се. Верувам дека кога ќе спласне енергијата на одредени политички личности во однос на самата суштина на овој закон, на крај ќе сватиме дека сепак законот бил добар, дека делот во однос на заштитата од дискриминација во целост остварува, но исто така и ние како институции сме понатаму како пратеници во случајот, а верувам и владата и останатите институции се подготвени во рамките на меѓусебните контакти со своите европратеници да ги слушнат сите конструктивни мислења, бидејќи треба да разбереме дека членството на Република Македонија во Европската унија е нејзин врвен приоритет. Ние веруваме дека на овој начин ние придонесуваме во насока на остварување на нашето членство во Европската унија преку остварување на целите задачите кои што ни се даваат и кои што се очекуваат од Брисел во однос на Република Македонија.
Морам да ве прашам, дали во сите ваши контакти, ве лично искуство, значи, со сите овие европарламентарци, дали имате чувство дека Македонија ги наметнува своите позитивни, добри страни или постои на вистина интерес? Дали ви се случило европарламентарците самите да прашуваат за некои работи, како сте се справи, како Македонија нели се носи со тие работи? Постои ли интерес да ја запознаат Македонија од тој аспект или едноставно само ние мораме да се сами наметнуваме? Па, знаете, во меѓународни односи постои една вистина која што отприлика би значила дека силните го прават она што можат, а слабите она што мораат, односно дека помалите држави заради фактот што се мали, заради фактот што се во ситуација да не можат целосно на адекватен начин да влијат врз меѓународните односи како што тоа го прават големите држави, се принудени самите да се наметнуваат на меѓународната политичка сцена. Република Македонија е мала држава. Ние имаме голем број на предности и огромни позитивни карактеристики, но сепак треба да разбереме дека никој не може да заврши онаа работа на целосно интегрирање на Република Македонија во сите глобални организации и структури, како што тоа може да го завршат македонските политичари, како што може да го заврши самата Република Македонија. Ние имаме огромен број на пријатели, постојат луѓе во Европскиот парламент, во државите членки на Европската унија, постојат огромен број на пријатели во други демократски држави, какви што се Соединетите американски држави, кои што искрено веруваат, искрено и помагаат на Република Македонија. Ние имаме безброј примери кога политички личности, индивидуалци, како го искористиле мигот, кога имале висок државнички ангажман и помогнале на Република Македонија. Тако беше примерот со поранешниот председател на Соединетите американски држави кој што ја призна Република Македонија под своето уставно име. Постои и голем број на европски политичари кои што во одреден историски период исто така направиле огромни шчекори во однос на помагањето Република Македонија поблиску да ја заокружи својата независност, поблиску да се интегрира во одредени европски меѓународни структури. Во таа смисла би рекол дека можеби најголемиот дел на работата, повеќе од 90% треба Република Македонија да го заврши самата. Заради тоа постојат институциите, заради тоа граѓаните излегуваат на избори и ги бираат своите представници кои што управуваат со нивно име во сите сфери, но и во сферата на меѓународните односи. Но од друга страна треба да бидеме искрени и да работиме што повеќе во насока на стекнување на меѓународни пријателства, бидејќи и тие се исто така исклучително важни. Тие го прават оној мозаик кој што се нарекува интегрирана Република Македонија потполн. Тие нас ни помагаат со своите позиции, со своите контакти во одредени држави или во одредени меѓународни организации. Република Македонија многу полесно да се избори со она што представува нејзина легитимна цел и нејзин легитимен интерес во односниот историски период. Морам да констатирам дека иако ова наша борба изгледа малку сизифовски, или ајде да не ја крстам Давид и Голијат, сепак дипломатијата на нашите соседи, Грција, нели, посебно е многу поголема. Фактот дека е многу поголема земја, нели, од нас и членка е во овие институции. Ние се уште се бориме, иако сме мала земја, не можеме многу да се мериме со дипломатијата, но дали сте почувствувале резервираност кај некој од, не зборам за грчките, зборам за останатите европарламентарци кои што имале шанса да бидат информирани или излобирани од страна на грчките европарламентарци, па се немаат многу слух за нашиот. Република Македонија се бори за своето место под сонцето. Не би сакал да звучам премногу оптимистички, но навистина и искрено го мислам тоа и го говорам во разни прилики, дека можеби овие 4 години македонската дипломатија доживеа квалитетни исчекори, иако бевме сведоци на одредени меѓународни неуспеси, како што беше случајот со нашето невлегување во НАТО како резултат на ветото на Република Грција. Меѓутоа, доколку му пристапиме на ова прашање прилично вредносно и неутрално, ќе видиме дека навистина ова држава има сериозни успеси, како во квантитативна, така и во квалитативна смисла. Во Република Македонија се повеќе се говори за потребата од зајакнување на македонската дипломатија. Овие 4 години Република Македонија отвори серија дипломатски конзуларни представништва во голем број на држави, не само во европскиот, туку и држави кои што се значајни на меѓународната политичка сцена, но не се лоцирани на европскиот континент. Во Република Македонија се повеќе млади кадри стана дел од Министерството за надворешни работи и се доведени во ситуација да работат и да предонесуваат за натамошно етаблирање на меѓународната
на Република Македонија на меѓународната политичка сцена. Се повеќе е активна и се повеќе доаѓа до израз парламентарната димензија на соработката на Република Македонија со меѓународните институции, односно се повеќе доаѓа до израз парламентарната димензија во водењето на меѓународната политика. Во таа смисла можам да заклучам дека како резултат на овие квантитативни успеси кои што ги доживеа Република Македонија